Показна вежба за велешани кои се заинтересирани да научат како да санираат тубот од страно во човечко тело, повреда на нос и како правилно да дадат вештачко дишење, доколку се најдат во ситуација на човек што изгубил свест, се одржа денеска на плоштад Цермаале. Вежбата изведоа 6 обучени волонтери и членови на клуб на млади на Црвен крст Велес. Тие ги едуцираа минувачите, зборуваа и практично изведуваа мобилизација на рани и даваа вештачко дишење. Меѓу нив беше и Тамара Коцевска. Правиме вежби со кои се покажува како обични граѓани кога ќе се најдат во ситуација на повреда, сообраќајна незгода, да укажат помош на повредениот и да бидат тука пред да дојде брзата помош. Имаме вежби од типот на повреди на рака, кои исто така со и без странно тело, имаме исто така давање на вештачко дишење. Дел од волонтерите поделија флаери со корисни информации за граѓаните, кои би биле присутни на места на кои има повредени или граѓани без свест. Настанот беше дел од одбележувањето на 11 септември, Светски ден на прва помош, што годинава беше одложен во предвидениот ден, поради прогласената 3-дневна жалост во Македонија. Младинците од клубот на млади на општинската организација на Црвен крст изведуваат показни вежби по прва помош, се со цел да подигнеме свеста кај граѓаните за значењето на првата помош како една дисциплина за која што ние во Црвениот крст веруваме дека секој граѓанин во Македонија, секој жив човек треба да знае, бидејќи не знаеме кога во животот ќе ни притреба да искористиме она знаење во првата помош. Дај Боже, никогаш во животот да не ни притреба, но секој е добро да биде обучен и барем еднаш ако му притреба во животот да пружи првата помош и со тоа веруваме дека ќе спаси човечки живот. Секој заинтересиран граѓанин може самоиницијативно да побара и да добие обука за укажување на прва помош во просториите на оваа организација во Велес. Тоа се освежителни курсеви за кои Црвен крст ги става на располагање своите кадровски капацитети. Тие лани се одржуваа, додека годинава, поради пандемија на COVID-19, привремено не се изведуваат. Ние во текот на месец септември проведуваме една кампања Биди и ти херој во твоето училиште, односно ќе направиме обуки во сите основни и средни училишта на територија на град Велес. Обуките ќе ги направиме со наставниот кадар, бидејќи сметаме дека тие мора да бидат обучени, бидејќи децата може во секоја пригода да се случи нешто со децата, дали да има некој епилептичен напад, дали да има скршеница, дали да има рана, и сметаме дека наставникот мора да биде обучен за првата помош. Вчера е спроведена првата обука од оваа кампања во посебното 8-годишно училиште Маца Овчарова, како училиште кое е ресурсен центар и во кое потребата од едуциран наставен кадар е најголема.